Денеска во Диетално максимално ќе гледате Еми против Анкица, која ќе биде попрецизна и ќе покаже подобра техника на патиката за куглање. По новото издание на Диетално максимално ве очекува интересен дуел, многу забава и спортски дух. Ќе подготвиме и вкусен медитерански рецепт со македонски производи. Совршен избор за брз, здрав и незаборавно вкусен оброк, како и третман што дава одлични резултати. Добре дојдовте во новата емисија на Диетално максимално, каде што имаме малку поразлична емисија. Денеска ги сменивме улогите. Ние малку сме важни, сме во улога на водители, додека нашите на домакинки, додека нашите домакини ќе бидат денеска во улога на надпреварувачи. Да видиме, ќе се ги измерат силите, кој има поголеми шанси да победи и поголеми сили. Ние си навиваме за екипата која што си беше победник во изминатите емисии, односно ние максималци да ги си навиваме за нашата Анкица, затоа што наградата од нашиот тренер беше многу тешка и ние ќе се навиваме денеска за Анкица. Фала Богу. Па мислете, Се знае Тони која е дала главната награда, се знаеш. Ние сите од таа страна, еве Марија од оваа страна. И јас сум од кај тебе. Наградата што ти ми ја даваш. Значи ние што од таа страна сакаат послаби вежби, така паѓаат протекции за вежби. Да знаете. Ајде, протекции сме Јас паѓале, навивам Марија. и за Емче, кога Емче ќе фрла, и за Анкица, кога Анкица ќе фрла. Е, тоа е политичар, така треба мачо. Кој е на власт, за тој сме. Ајде, Анкица! Ајде! Аха! Yes! Ајде, Сега ќе видиш. Ајде, 3, 4, ајде, почнувај! Сега! Браво! Ајма не се смеј, ајде ќе видиш сега. Тоа беше полповод. Тоа ти е почетничка среќа, драга моја. Ајде. Знаеш? Ама после тоа, како да ти кажам, ќе губиш. Ајде, Анкица, концентрација! Исто како мене гаѓаш, браво! Не ли реков. После кога ќе дојде моментот, јас сега ја ќе губам. Да се заедне малце! Точно? Ова трема имаат од камерата се, знам ја. 100%. Ајде, ајде! Ајде, Еми! Дете расе пробај. Не! Денеска убава си игра сам. Браво! Е, ова добра ти е. Лево, 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 лево. Ајде, Анкица! Еми. Концентрација. Како можеш дисквалификуван? Јас зошто? Па така рекоа овие професионалните куглари. Јас не ја преминав. Ета ти стапна тука повеќе од ова, од линијата. Ти треба да бидеш дисквалификувана, не јас. Концентрирајте се на играта ми. Браво! Браво, Анкица! Ние секогаш на победникот. Победникот, да видиме! Идејки, сега повеќе поини има Анкица, 17. Не е битна бојата. Зелена, жолта, Не, да, точно, јас. све. 17 поени за Анкица. И сега... шо себе си. Шо себе си. Избрза. Не ми се верува дека избрзав и дека... Ова не се ваше миселизна. Ова не се ваше миселизна. Ајде, Емче. Браво, Емче. Добре. Леле, смеа. Сега за сега води Анкица. Ајде, Анкица.
ме таму губи. Да дојдеме кај тебе? Не, МК. Нема потреба. Ајде, МК. Така, Анкица! Браво! Едно бе. 24 према 25-14. Оу. Едно, ма како рекоа едно, ама вредно, нели? Анкица, концентрација. Браво, Емче. За малку. Ајде ќе те стигне Емче, Анкица. Не може. Не смее да ме стигне. Не? Не смее да ме стигне. Yes! Сите, ама едно. Едно, ама вредно. Така си е, се е вредно. Браво! Браво! Ајде. За на крајот лево замина. Ајде, жолта да пробаме. На средина. Ивана да пусна. Ај се, ако Вики и Марија ќе бидеш. Не пробав како Ивана. Она ми рече да пробам. Па мене ми успеа на Ивана малца. Еве. 33 20. Едно мамо, едно. За малца. Фати кривина, отиде во Синерџи во последна Ќе се секунда. стигне, ајде. Кај ќе стигне, не смее. Не смее ни да стигне, ни да стигне. Браво, Емче. Браво. Едно, 3. А малце ли се? Анкица потке ќе Кој има. рече дека ќе ме стигне? Кој рече дека ќе ме стигне? 8 турнади. Браво. Ајде, име во Синерџи, некој ти да топчата. Браво. Уште едно имаш. Уште едно. Сакаш да ме чекаш за последната? Не душе, бе, сега ќе. Ајде, сега Ајде, ќе те право. чекам. Не бе? И сите Ајде. 9 да ги кутиш, како минати опат. Те чекам. А мисля дека Вики да ми гнеш да чекаш да те чека. И јас да ми свири. Само на имка нека не свири. Само на Емка нека Браво, не Емче. свири. Добре. Добре си. Да бе? Дека губа? Победата е твоја без друга. Како да кажам? Охо. Браво за ова. Ова ти беше врв. Се опреј. Па мислам дека Во последен момент, Пресудно. во последен момент се оправаш. Ајде. да седнам да одморам дека сум постара од тебе. Не, слободно, двете во исто време. Или сакаш јас пред тебе, па за да видиш ти... Не, ајде двете во Нема исто време. потреба. И без друго наградата знам што е. И двете во исто време, ајде. Ајде, 3. 3, за позор, 4, 7! Ти благодарам. Браво, Анкица. Ти благодарам, да. Thank you very much. Честите, Анкица. А имче со нас ги правиш. Инаку да ви кажам, дека зимово кога бевме на зимување со друштво, куглавме и ако верувате дека ништо не погоди. Ама толку лоша среќа во куглање што денеска се изненадив од резултатот кој што го добив. Браво, Анкица, ушедничка, браво. Thank you. И ја мислам дека треба Имче сега под казна да направи 40 стрекот. Ау да, одлично. Одма. Тоа за низа не е казна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, ова било казна за тебе. Остај ти тоа. синерџи на вежбање, ова не е мој спорт. Морам, така е, во право си. Чао, чао. Чао. Добар ден, голем поздрав до гледачите на Диетално максимално. Денеска ќе ви представам како ние го спремаме модриот домат. Модриот домат е одличен избор за ако сакате како да го замените како оброк или да иде како прилог со месо или морско. Модриот домат е печен моментално. Потоа се сецка домат на ситни коцкички. И се додава низ целиот домат. Потоа ние додаваме сирење, тоа може да биде по ваш избор, дали ќе биде овшо, козио или краво. Моментално имаме козио сирење. Тоа треба да биде дробено. И за крај додаваме маслиново улје, магдонос и лук, кој што го дава шмекот на целиот домат. Модриот домат ви е одличен избор за преку лето, бидејќи е нискокалоричен и е богат со растителни влакна и е одличен избор за појадок. Како што спомнав, постојат многу начини на кои што може да се спрема модриот домат. Ние моментално го имаме спремено со тоа што го имаме испечено во рер на модриот домат. Потоа имаме тенко исецкано патлиџан и одозгора додадено дробено сирење и мастрав од магдонос, лук и маслиново. Доколку вие го подготвувате, нека ви е на здравје. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додатокот гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Во центарот на градот, студио Катен Кат. Биотек поликлиника, врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска.
Денеска за диетално максимално ќе снимаме масажа во делот на стомакот, вакуумадеротерапија на стомак, каде што ќе прикажеме масажа каде што се редуцира целулитот, се мазни стомакот, ги вадиме сите токсини од телото, се обликува стомакот, исто така и струкот. Почнуваме секогаш со рачна масажа, да се загрее самата површина. Можеш да се опуштиш. Да. Не треба да се стега стомакот. Масажата се изведува со дрвени алатки. Значи ќе се измазни. Да. Претежно масажата е пријатна, можно да има малце болки, да. Има малку. Да, нормално е. Работиме на целулитот. Со оваа масажа може почесто да идете во WC, повеќе да ве тера да пиете вода, течности. Значи баш прочистување на Да, организмот. ги вадиме сите токсини. А со стрииве? Што да правиме? Со стриите, најискрено со колагенот, што го работиме тука, со гуноколагенот. Се мазнат, се намалуваат. Само треба трпение и истрајност. И редовни да бидеме кај вас? Секако. А истиот овој третман дали се прави и на други делови на телото? Да, значи буквално можеме на сите делови од телото да ги правиме, на нозете, стомак, бочната страна од струкот, надлактици. Јас и со свадбарки имам проблем. Да. Грбот исто така се масира целиот. Буквално секаде каде што има целулит може да се редуцира, да се работи. Исто така имаме и мадеротерапија на лице, каде што се затега баш под брадокот. Убаво се прави лифтинг и на целото лице. Исто се работи рачна масажа и со дрвени алатки. Само нормално, нели треба редовност.
Прилика 20 минути трае целата масажа. Па на почетокот беше малце така чудно ми беше, но сега се навикнува. Се толку убаво додека работи. Мадеротерапија на стапала е уживање за целото тело, иако се изведува само на стапалата, бидејќи на стапалата се наоѓаат сите рефлексни точки кои одговараат на сите органи на телото. Така што ни се случува многу често клиентите да ни заспиваат на масажата, бидејќи масажата е едно целосно уживање за цело тело и се активираат сите органи во целото тело. Се изведува 45 до 50 минути. И после тоа стапалата остануваат меки, со циркулација, малци црвеникава боја. Бидејќи емисијата диетално максимално ја доведуваме при крај, би сакала да се заблагодарам на целата екипа, на вашите учеснички во овој проект, на вистина постигнатите резултати што ги имате досега, да ги поздравам и ви посакувам успех до самиот крај, но имаме уште едно мало изненадување за сите вас. И за учесничките во проектот, но и за тие учесници зад камерите и организаторите. Еве, повелете. Благодариме многу. Повелете Мети. Фала ви на сите. Јана. Еве за Марија. И за Вики ќе си ги земат кога ќе завршат со третманите. Ова се за Александар, за Пеце, за Анкица и уште една учесничка која што не ни е тука, Светле, која што е моментално зафатена службено, така да ќе им бидат пренесени. Сакам да се заблагодарам за соработката, за сите успешно направени третмани. Од срце ви посакувам најнапред здравје, но знаете каде можете да го добиете назад, барем за мускулно-скелетните патологии. Ви посакувам успех во емисијата, без оглед кој ќе добие прво место или не знам како е креиран исходот. Успех на сите. И во оваа емисија и во животот воопшто. Благодарам уште еднаш на сите. Во понеделник, во Диетално максимално, ќе гледате. Понеделник е ден за нов почеток. Новата недела ја започнуваме активно, со пешачење и искачување на падините на водно. Не очекува многу забава, дружење и позитивна енергија во прекрасна природа. Попат случајно ги сретнавме доктор Горица Дачаска, незиниот сопруг Глигор и нивниот неудолив миленик Бафи, кои што ни го разубавија денот, но и не дадоа интересен разговор. Ке вешбаме под сенката на планината, ке пееме,
и ќе покажеме дека здравиот живот може да биде вистинско уживање. Не пропуштајте оваа позитивна авантура во понеделник во 16:30 на Канал 5.